нашата кореографија е со една музика од Кирил Джајковски. Он работи с балканска музика и ја меша с реге, ска, хип-хоп и DJ remix. И нашата кореографија ќе има елементи на сите тие стилови. Балкански чекорен с малку хип-хоп, малку belly dance и можеби едно изненадење. Now we come together like a stamp on a letter. The music we're bringing, making things get better. So wave up your hand if you love this you one. It's a style and pattern. I say, raise up your hand. Love this you one. Style and pattern. I say, raise up your hand. Love this you one. Style and pattern. See. Јас сум Линдзи Полек, јас сум австралијанец. Јас направам музика со, например, направам кларнет од Моков и има гајда од гуми рака, од раковица. И други инструменти направам и правам музика од што најдовме околу куќа. Ние етноманеше настапиме во заеднички состав со нашиот господин Линдзи Полек од Австралија. Исто така ќе свирам нешто со етномалеш, ја свирам гајда. Јас бев многу години порано во Скопје и научив македонски гајда свирам, ама пред 35 години научив гајда да свирам и ќе свирам малце со етномалеш. Чест ми е и задоволство да присуствувам на нашиот голем спектакл во Берово и така да се подготвуваме за многу добро изненадување со Здравко Чолич и мислам дека ќе биде многу супер. А сега нека повели човекот кој во изминатите 7 години целосно го поддржува фестивалот да го достигне ова ниво. Градоначалникот на општина Берово, господин Драги Наџански. Повелете. Почитувани мои сограѓани, еве по 6-ти пат како градоначалник стојам на бината на која ќе се одржи етноплоштад фестивалот. Почнавме во 2009 година и сметавме дека преку еден таков културен настан ќе направиме Берово да излезе од анонимноста и да стане општина која ќе биде промовирана највеќе во полето на туризмот. Вие граѓаните знаете да бидете подготвени и да бидете директни учесници и на сајмот Малешевијата на Дланка, каде можеме да ги изнесеме нашите карактеристични производи со кои се гордееме, зашто тоа се секогаш еколошко, чисти производи со кои ја промовиравме општината и знаеме дека тоа е крај, еколошко чисти крај. Произведуваме оцети од овошје. Овошје оцети од дива јаболка, односно од киселица, од модрав ливан, од вино
купено од Струмица и од Ѓанка Слив. Маршевијата веќе последно време изобилува со квалитетни производи кои веќе се промовираат на по-широко и господино Благој од Зегин исто така најави некоја храна која стварно е веќе промовирана. Секоја година се зголемува производството, потрошувачката е поголема и тоа ни дава некоја надеж дека можеме да произведуваме секојаш повеќе, можеме да најдеме пазари не самите, со голема помош на луѓе кои еве овде ќе дојдат и ќе не посредат, ќе ни понудат да бидеме нивни соработници. Природно, од небето на Малешевијата собирани плодовите, дома се спремани на домашен начин. Значи стават копшинци, јагоди, малина, капина, ронија, боровинки, рибизла, вишна, слива типа со реби, треши, пива смоква, джем од шипки, джем од модри сири. Значи медови имаме боров сируп, тоа е за почистување на бруќа, за настинки, за кашлица, за астма, за бронхитиси. Имаме ливадски и шумски мед. Бронхомед, јаболко поцет за холестерол, за масноти, сите видови сопчиња, аронија, боровница, капина, малина, рибизли, крнки, дренки, клок, поздол. Имаме со шекер и без шекер, прополиси, полени, сено од покрива. Фирма за прв пат се појавува на етнофестивалот во Берово. Голема чест ми е, задоволство е како местна беровска фирма да ги представиме нашите производи. За нас е една успешна година. Се представивме добро на пазарот, се поголем интересот за здрава храна, за органска храна, за сушена храна на чист планински воздух и веруваме дека понатаму се повеќе ќе бидеме присутни, дека ќе има се повеќе позитивни конкурентски фирми кои ќе се појават на пазарот и Македонија да ја представиме и пред светот како земја на здравата храна. Првата продавница ќе биде отворена во Берово, бидејќи Беровскиот крај прочува надалеку како најчист, најекологички крај. Во исто време Беровскиот крај е најприсутен, како да речеме, високо квалитетниот дар од природата, тоа се ензими, природни минерали, оливо, киселини и ред други здравствени хранливи состојци кои исклучиво во Маршевијата се, за разлика од другите крајеви, бидејќи за пример само Маршевијата по себе има некаде 470 лековити бутки. Тоа го немаат во другите крајеви. Отварањето на продавниците кои планира да ги направи Зегин и веќе почна, мислам дека првата продавница е отворена во Берово. За нас верувам ќе представува уште една голема можност за представување на македонските производи на македонскиот пазар пред се и веруваме на една убава соработка со нив и во надворот на нашата држава. Овдека планираме да го земеме, да го купуваме сето домашно производство од нашите стари рецепти на разни сокови, од джемови, сладка од шумски плодове, исто така копирот, печурките, се што успева во Маршевијата да го презентираме на пазарите во Србија, Германија, Полска, Румунија, Хрватска и ред други земји. И сега мотото на нас е направете да храната ви биде лек, а не леко да ви постане храна.
време на фестивалот и за време на Богородица Берово ги живее најубавите денови во годината. Ова година очекуваме голема посетеност. Некаде нашата проекција е дека може да очекуваме до 100.000 посетители, заедно со посетителите кои ќе дојдат за манастирот и оние кои што ќе останат како туристи и како посетители на самиот фестивал. Идејата постои од подолго време. Господинот Благој Механџиски, собственикот на компанијата Зегин и сега на новата компанија Зегин Healthy Food, по неколку наши средби, имаше идеја да направи еден поголем спектакл, музички спектакл во Берово. Јас сум одел на многу други манифестации, од исти или слични или нешто поволи манифестации, и тие таму се многу рекламираат, мислам со многу помали потенцијали од нашите, затоа ми дојде криво, па зашо ние имаше дека стварно има што да презентираме, што да рекламираме, значи. И од тој аспект јас решив да правам ова манифестација и со радост ги ангажирав се до тие наши гости кои ќе бидат на денот на голема болка. Идејата на господинот Благој Механџиски за овој концерт, за овој спектакл, се совпадна и со мојата идеја, која што исто така беше на иста вранова должина, би рекол, пред се да го промовираме Берово во туристичка дестинација, која што од година во година оди во нагорна линија. Нормално да има бенефити за градот, да има бенефит за сите туристички објекти во градот и пошироко, бидејќи знаете дека сите туристички капацитети беа исполнети, сите ресторанти и објекти беа исполнети. Едноставно, бенефит за целиот град, да се чуе за Берово, да се чуе за таа туристичка дестинација, да се направи еден голем спектакл, сите тие што не биле да дојдат, да го видат Берово, да видат македонската Швајцарија. Јас верувам дека и во иднина така ќе продолжи. Ќе продолжиме за да го организираме етноплоштад фестивалот, да ја промовираме општината и да кажеме дека Берово, општина Берово е секогаш добро и пријатно катче за живење. Имајте си убави празнични денови и етноплоштад фестивалот го прогласувам за отворен. Да сме живи и здрави! Много добро преживяване, много емоции, много добри изпълнители. До година, ако правите пак отново такъв фестивал, ще викна и мои приятели от България и ще дойдем да се веселим. Најголем бенефит за нас како локал беше тоа што гостите заминува и пак се враќаат задоволни. Од целата програма, од пристапните цени и од коректниот однос од персоналот кон нив. Голема е разликата во посетеноста на фестивалот, така да споредба негде 1:3. Сакам да ги поканам и гостите што дојдоа и што не дојдоа, значи наредната година да дојдат и да го посетат Етно Сквер фестивалот во Берово. Много беше интересно. По гласа може да познаете, супер беше. Супер, много сме задоволни. Кој според вас беше главната звезда? Чолич нормално. Се беше убаво изпланирано по план. Добро беше, на Чолич не бе, а на другите беше интересно. По последните 30 години најголем, моментално.
се надаме за напред отиче се направиме още по-убаво нещо. Супер беше, много убаво. Тая година най-убаво, мисля, феноменално беше. Ептен и трите вечери беше, ама първата беше зарад гостино. Беше най-убаво. Дали според вас Здрав Пачолив беше главната звезда на сите три вечери? Да, това се знае, немаше от. За него дојдеа сите, беше много голяма толпа на света и супер беше. Преубаво. Како си задоволен од фестивалот во Берово? Твоите оценки кои си? Како си помина на фестивалот? Супер. Треба ли според вас вакви случувања да има секогаш? Да, секоја година. За разлика од претходните години, дали мислите дека овој пат беше најдобро? Да. Како сте задоволни од фестивалот во Берово? Супер ли беше? Фалеше ли нешто? Добро сработената работа и задоволството кое што можеме да ја видиме меѓу граѓаните ни дава задача за да почнеме да ги планираме работите и за другата година. Значи, како вработен во општина Берово, кој што одговара за овој дел околу културата, можам да кажам дека за другата година ќе имаме многу побогата програма, ќе имаме еден уште поголем фестивал од оваа година и се надевам дека општината ќе добие уште еден фестивал поразличен од етноплощадот. Фестивал кој ќе биде наменет повеќе за младите генерации и ќе ги следи трендовите на музиката. Се надам дека заедно повторно во соработка со општина Берово, со градоначалникот Наџински, со сите чинители во градот, да повторно организираме еден ваков сличен и можеби и поголем спектакл, но нормално тоа се зависи од финансиската конструкција.